Потрошувачката кошничка е готова и дадена е на економско-социјалниот совет. Очекуваме позитивни сигнали од сите и ќе почнеме да ја пресметуваме, изјави денес заменик министерот за економија Марија Ристевски. Потрошувачката кошничка не е некој пандан на синдикалната минимална кошничка. Едноставно, ќе биде врз база на релевантни показатели, не само од Државниот завод за статистика, туку и сите други институции во државата, од маркетите, пазарите. Ќе ни биде потребна кога имаме економски кризи или одредени економски политики, да ни дава насоки во креирање нови законски решенија, економски стратегии, одлуки, истакна заменик министерот. Пресметката на потрошувачката кошница, која досега ја изработуваше Сојузот на синдикати на Македонија, беше предмет на недоразбирање помеѓу владата и ССМ. Премиерот Мицковски повеќе пати нагласуваше дека таа е нереална и не коинцидира со реалноста во многу сегменти. Така забелешка беше што кошничката на ССМ редовно содржи вон сезонски и екзотични овошја, цигари, алкохол, одмори на престижни дестинации и слично, што според владата беше неприфатливо бидејќи станува збор за работнички плати и трошоци. Во врска со измените на законот за нефер трговски практики, Ристевски рече дека очекува да бидат донесени летово. Повтори и дека казните ќе бидат многу поригорозни, а со одредбите ќе бидат опфатени и добавувачите. Веќе увидовме некои технички пропусти во законот, тие ќе бидат изменети, посебно околу прецизноста на склучувањето на договорите помеѓу добавувачите и купувачите и посебно во зголемувањето на казнената политика. Оние кои нема да го почитуваат законот, има 10-кратно поголеми казни. Тоа го најави премиерот, го најавуваме и ние, меѓутоа новитет ќе биде и добавувачите да имат казни во таа казнена политика од законот, бидејќи оние кои ги поддржуваат нефер трговските практики од страна на трговците на некој начин се соучесници во сето тоа на грбот на крајот од денот на грбот од граѓаните, бидејќи сето тоа преку цената го плаќаат граѓаните во Република Македонија. Лани имало 194.000 болнички лекувања кои државата ја чинат 500 милиони евра, изјави денес директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Значи во 25-та година во здравствените установи во 62 здравствени установи во Македонија се остварени околу 194.000 болнички лекувања. Просечното болничко лекување е малку под 5 дена, го чинело здравствениот систем 32 милиарди денари и остави усложеност на интервенција од 1,55. Клековски во оваа анализа потенцира. Најмногу разна болнички случаи имаме во две подрачја, тоа се очните болести и болестите на мускулно-скелетниот систем, над 20%, и тоа се должи на обидот да ги намалиме листите на чекање во очни болести за катаракта, а во другата категорија планираните операции за колкови и слично. Минатата година има пад во хоспитализацијата кај кардиоваскуларните болести, но и бремените жени. Имаме пад во 25-та на хоспитализација од 3% за циркулаторни или кардиоваскуларни болести. Треба да видиме дали тоа тренд на намалување на овие болести, што би ни израдувало ако е така. И имаме пад на хоспитализациите поврзани со бременост и породување од 7,5%, што повторно е одрез на демографските промени што се случуваат. Овие параметри според Клековски се на ниво на средно развиените земји. Поважно од нив е да се констатира тенденцијата. Во однос на забелешките за квалитетот на услугите во нашето здравство, Клековски смета дека има лоши, но и добри моменти во македонското здравство. Матичните лекари ќе препишуваат терапии за одвикнување од пушење цигари и контрацепција, најави денес министерот за здравство Азир Алиу. Министерството за здравство ја ажурираше есенцијалната листа на лекови и во неа првпат се ставени лекови за одвикнување од пушењето и контрацептивните средства, а тоа се трансмедалните фластери и никотинските гуми за джвакање.
Целта е да се зголеми нивната достапност во нашата држава, да бидат препознаени од јавноста, исто така од фармацевтските компании за нивната потреба, да се користат и да може автоматичните лекари да ги препишуваат истите. Светската здравствена организација, Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје најави активности под мотото разоткривање на привлечноста и спротивставување на зависноста од никотин и тутун, со воведување на попристапни советувалишта на локално ниво за откажување од пушењето цигари. Во заедничка соработка со Светската здравствена организација, со Институтот за јавно здравје, како и центрите за јавно здравје, локалната самоуправа и локалните здравствени домови, почнуваме координативни активности за зајакнување на услугите за откажување од пушење на локално ниво. Целта на овие активности е поголема достапност на советувалиштата што ги имаме на локално ниво, се со цел откажување од пушење, зајакнување на системот за упатување, како и континуирана поддршка на овие лица со посебен фокус на младата популација во нашата држава. Армијата на Република Македонија има меѓународен печат за вредност и квалитет во сите своји сегменти, изјави денес претседателката Гордана Силјановска-Давкова, кој е врховен командант на вооружените сили на АРМ. Споменувајќи ја недомнешната вежба Блесок 26, истекнатиот НАТО сертификат, Силјановска изјави: Добивме печат за извонредност, за квалитет, а тоа е впрочем доказ дека угледот на армијата не е случаен кај вас. Токму заради тоа што армијата е најголемиот столб и гарант на мирот, на безбедноста и секогаш е таму каде што е најпотребно и во мир и во војна, да не говорам за елементарните непогоди, кога секогаш е на вистинското место. Началникот на генералштабот на армијата, генерал мајор Сашко Лавчиски, им се заблагодари на сите што допринесуваат за развојот на македонската армија. Но и на сите претходни кои работеа во изградба на современата македонска армија, кои работеа во изградба на лесниот пешадиски батальон како основа за модерната македонска армија, која ќе продолжи во наредниот период со уште позабрзано темпо да се зајакнува и да биде рамноправна членка не само во НАТО, но и ќе биде национална гордост. Презентацијата опфаќаше борбени возила, опрема, но и индивидуална и колективна способност на припадниците на армијата. Ова е возилото Отокар Пока, турско производство и истото има балистичка защита од 7,62 мм и од артилериски орудија, но не од директен погодот, туку од погодот од страна од неговите штабни. Присутни денес беа граѓани од сите генерации, но и еден млад посетител влюбеник во армијата. Тоа е? Да не си ти дел од армијава? Ој ми од мојот роден град ми баш ми имаше како Делчев. Поздрави се, тато. Поздрави се. Здраво се. На армискиот промотивен ден и штип како домакин присутен беше и градоначалникот Иван Јорданов, која придружуваше претседателката Гордана Силјановска-Давкова. По Венко Филипче вчера, денеска и од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија побараа владата да организира референдум за граѓаните да се изјаснат околу прашањето за европскиот пат на Македонија. ВМРО ДПМН од друга страна, за улогата на Венко Филипче како специјален пратеник на Румен Радев за Македонија. Владата на Мицкоски призна дека нема пари ниту за организирање референдум на кој граѓаните треба сами да одлучат за својата иднина. Пари има само за криминалната група на ВМРО и нивните криминални тендери. Нема пари за граѓаните, нема за повисоки плати, нема за минимална плата од 600 евра, нема пари за мерки, нема пари за субвенции за земјоделците. Е на иста линија со Виктор Стојанов од Фондацијата Македонија, која действува во Македонија, ширејќи говор на омраза кон македонците, негирање на македонскиот идентитет и представување на македонската историја како бугарска. Филипче е на иста линија и со бугарската министерка на Радев, Петрова Чамова. Како што можеме да видиме на фотографиите зад мене, и двајцата велат дека преговараме со Европската Унија
а не со Бугарија. Вчера од владата за одржување на референдум на Филипче му одговори дека потреба од референдум нема, бидејќи таа безрезервно го бара европскиот пат. Бугарија го воведе еврото на 1 јануари 2026 година, а стравовите од вртоглав раст на цените само се засилија со забрзувањето на инфлацијата. Годишниот индекс на потрошувачките цени во земјата достигна 6,8% во април, што е остар скок во споредба со 4,1% од претходниот месец и воедно највисока меѓугодишна бројка меѓу членките на еврозоната од август 2023 година. Меѓу прехранбрените производи доматите поскапеле за 28,8%, пиперките за 24,8%, а зелката за 18,3% во споредба со претходната година. Радев вети дека нема да наметнува нови ценовни плафони, туку дека ќе ги искористи сите алатки на пазарната економија за да ја потисне инфлацијата, вклучително и построг надзор над трговците на мало и поостри санкции за неоправдани поскапувања. Најмалку 202 лица беа спасени денес од морето јужно од Крит и Гавдос во заедничка операција на грчката крајбрежна стража. Во заедничка операција на грчката крајбрежна стража и Фронтекс. Во првиот инцидент брод бил лоциран во морската област 53 наутички милји југозападно Ирапетра. Потоа бродот на крајбрежната стража собрал 44 странци, додека спасените се префрлени во пристаништето Кали Лимени. Кратко потоа е забележан втор брод јужно од Кала Лименас, каде корпусот собрал 60 странци, кои исто така биле префрлени во Кала Лименас. Во третиот инцидент, брод на Фронтекс лоцирал и спасил 35 странци кои биле на брод во морска област 30 наутички милји јужно од Гавдос. Во четвртиот инцидент, авион на Фронтекс забележал брод на 16 наутички милји јужно од Гавдос. Бродот на Фронтекс собрал 63 странци кои биле префрлени во пристаништето Гавдос. Со присуство на повеќе министри во технички мандат и со асистенција на полицијата од регионот Север, косовските власти утрово ги презедоа просториите на железничката станица во Звечан во близина на комплексот Трепча. При тоа од објектот беше отстранета таблата на кирилица и беше поставена нова на латиница како и косовско знаме. И сето тоа на првиот ден од официјалната предизборна кампања за воредни парламентарни избори во Косово. Железничките простории на станицата во Звечан беа заземени утрово околу 8 часот во акција на косовските власти во технички мандат со асистенција на косовската полиција. Повеќе од 330.000 пензионери денес ги добија пензиите, но овој јуни ќе се издолжи како никогаш. Утре е петок, неработен ден поради духовденската задушница, но во Штип и пазарен ден. Дали поранетата пензија добро ќе дојде? Па изненадијане да ви кажам право, очекуваше после прави да биде, па добро ќе ни дај, како не? Па како не е добро, викам. Има народ што нема динар уни. Добро е, добро. Дали порано или покасно месец мора да мине. Вонредните трошоци ќе се покријат, но останува да се покрие и цел јуни, кој овој пат ќе биде долг како никогаш. Доволно ми се, на мене ми се доволно. На мене ми се доволно. Сега некој што има поголеми трошкови, може не му стасуват. Јас сум сама, доволно ми се. Јуни тежок, јуни ќе биде тежок месец. Биде долг? Долг, да. Па некој си води сметка, не е проблем. Ќе искара месец. Пред неполни 2 години во септември 2024 година пензионерите го добија првото линеарно зголемување на пензиите од 2000 денари, а потоа се случија уште 2 покачувања кои значително го подобрија пензионерскиот стандард. Последното такво покачување беше во март годинава, а во наредниот период тоа ќе се случува според законска формула. Жителите на пробиштивското село Кундино добија современ асфалтиран влез и улица. Барањето на кундинчани од градоначалникот Тони Тоневски беше слушнато и реализирано. Проектот опфаќаше изградба на тргање на стариот асфалт, поставување на нов тампон, поставување на нов асфалтен слој, проширување и изградба на нов мост, неколку пропусти, рабници каде што имаше потреба, одводни канали. На мое големо задоволство, овој патен правец е завршен пред крајниот рок. Кундино е село со 20 на жители, претежно стари лица. Што за нив значи рехабилитацијата на пристапниот пат и главната селска улица? За нас многу значи. Беше многу ископан, многу пропаднат, сега е многу убаво направено за колата. Едно нешто народот доваѓа и да шетат натам на... Многу
е сега за сега многу убаво направено, нема туи коментар ништо. По 50 години Пробиштивската општина го реновира патот до село Кундино. Должината е 1500 метри. Проектот чини 7 милиони денари, средства од владата на Република Македонија. Виница постигна историски највисоко ниво на капитални инвестиции. Во градот и околните населени места се гради како никогаш, а фактите се следните. Виница се гради како никогаш досега. Во 2026 година само во првиот квартал капиталните расходи изнесуваат 49 милиони денари. Тоа значи дека само за 3 месеци се реализирани повеќе средства за инфраструктурни проекти отколку во целата 2025 година, која досега беше рекордна, а капиталните расходи изнесуваат 47 милиони денари. Појасни градоначалникот Митко Костадиновски. Овој податок беше дел од кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Виница, доставен на денешната седница на Советот на општината, кој, иако историски за опозицијата, не беше доволен да го поддржи. На денешната седница на Советот беа донесени одлуки поврзани со комуналното работење, урбаната опрема, енергетското планирање, меѓуопштинската соработка со општина Берово, како и повеќе прашања од областа на образованието, културата и јавните предпријатија. Седницата опфати и повеќе барања за финансиска помош за лекување, поддршка на спортот, хуманитарни активности, како и барања на граѓани за приклучоци на водоводната мрежа. Редок албино воден бивол во Бангладеш со прекар Доналд Трамп поради својот препознатлив син прамен е поштеден од жртвување за Бајран по етна владина интервенција, потврди во средата функционер од Министерството за внатрешни работи. Животното, тешко речиси 700 килограми, веќе било продадено за ритуално колење кога властите се вмешале во последен момент. Интервенцијата следела по безбедностни загрижености предизвикани од зголемениот јавен интерес за биволот во пресрет на празникот. Министерот за внатрешни работи Салахудин Ахмед наредил биволот да биде поштеден, на купувачот да му бидат вратени парите, а животното да биде префрлено во Националната зоолошка градина во Дака. Собственикот на фармата, Зиаудин Мрида, изјавил дека прекарот го смислил неговиот помлад брат кој прв ја забележал сличноста. Тој додал дека животното е особено питомо и бара внимателна грижа, вклучувајќи редовно хранење и капење. Утре времето сончево, температурите ќе се искачат до 27 степен, ветрот со брзина од 11 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 29%. Температурите по градови се следните. Штипи Карбенци со по 26 степени, Пробиштип 25, Чешиново Блешево 26, Кочани 27 степени. Во Виница, Македонска Каменица и Делчево температурата ќе се искачи до 25 степен, во Пехчево и Берово до 22. Според православниот календар, утре е преподобен Теодор Осветен. Католиците се спомнуваат на Максим.